Утрински стихови од Библијата. 10 декември. Бог седи меѓу херувимите. Господи над воинствата, Израелев Боже, кој седиш меѓу херувимите. Ти си единствениот Бог над сите царства на земјата. Ти ги создаде небото и земјата. Исаија 37:16. Местото каде што престојува царот над царевите, каде што му служат и јадници, а 10.000 по 10.000 стојат пред него. Небесниот храм, полн со слава на вечниот престол, каде што неговите свети чувари, серафимите, го покриваат своето лице кога му се поклонуваат. Можел само миниатурно да ја открие својата големина и слава во оваа прекрасна градба, што кога и да е ја подигнале човечки раце. Во небесниот храм, каде што престојува Бог, се наоѓа Божиот престол, утврден врз правда и суд. Во светињата на светињите се наоѓа неговиот закон, големото мерило на правдата, според кое се испитува целото човештво. Ковчегот на заветот, во кој се чуваат плочите на законот, е покриен со поклопец на милоста, пред кој Христос ги изнесува заслугите на својата крв во корист на грешниците. Вака е представено соединувањето на правдата и милоста во планот за откуп на човекот. Вакво единство можела да замисли само неизмерната мудрост, а да ја изврши само неизмерната моќ. Тоа е единство што го исполнува целото небо со восхит и почит. Херувимите, кои со стравопочит гледаат во поклопецот на милоста во земното светилиште, го представуваат интересирањето со кое небесната војска го посматра делото на спасението. Ова е тајната на милоста, во која ангелите сакаат да загледаат. Дека Бог може да остане праведен, додека го оправдува грешникот што се кае и го обновува својот однос со паднатиот род. Дека Христос можеше да се спушти за да подигне безбројно мноштво од бездната на пропаста, да ги облече со безпрекорната облека на својата праведност, за да се здружат со ангелите што никогаш не паднале и да живеат за секогаш во Божјото присуство.